Државен пазарен инспекторат го посетуваме ова утро. Дали се почитува правилата, дали се почитува антикризните мерки кои што продолжуваат и во јануари месец. Благојчо Костадинов разговара на оваа тема. Ги бара одговорите. Благојчо, повели? На 2 дена до крајот, на 2 работни дена до крајот на календарската година 2023, идеално време да направиме ретроспектива, бидејќи 2023 година беше доста турбулентно, може да се каже. Имаше доста антикризни мерки кои што ги донесуваа властите, колку се почитуваат. Навистина државниот пазарен инспекторат цела година имаше полни рад за работа, па разговараме со Магдалена Цветановска, представник на Државниот пазарен инспекторат. Може да направиме кратко ретроспектива што се случуваше во текот на календарската 2023 година, какви активности имавте? Добро утро и ви благодарам за поканата. Ова беше една исклучително активна и многу успешна година за пазарниот инспекторат, но во исто време исто толку тешка, бидејќи пазарниот инспекторат беше ставен помеѓу првите на фронтот за борба, односно против економската криза. Имено во фокус оваа година на постапување на пазарниот инспекторат меѓу сите други закони по кои што државниот пазарен инспекторат постапува, беа и одлуките донесени од страна на владата, а се однесува на намалување на цените на основните прехранбени производи. Имено државниот пазарен инспекторат на терен, по однос на одлуките, гледаше дали има достапност на основните производи, понатака дали се намалени цените во однос на одредбите кои што ги содржат одлуките и секако се разбира онаму каде што нидовме на неправилности и каде што увидовме дека одредени трговци пробуваат да ги изманипулираат граѓаните, беа нормално напишани соодветни високи и ригорозни санкции. Знаеме дека негде околу март-април месец имаше замрзнување на цената на белиот и полубелиот леб. Колку се почитуваше во тој период мерката, дали имаше некои казни кои што ги напиша Државниот пазарен инспекторат и какви беа казните, во колкав износ се изнесуваа? Да, се соочивме со една криза која што се однесуваше на недостапност на белиот леб во продавниците, меѓутоа и тука успешно ја изменаџиравме целата ситуација. Беа интензивни надзори на терен спроведувани, со тоа што по однос на одлуките имаме направено над 5000 надзори во текот на годинава што изминува. Издадени се 200 казни, односно 200 платни прекршачни налози. И тоа во динарска противвредност би значило над 13,5 милиони денари, затоа што никој, како што кажав, нема право да се збогатува прво на грбот на граѓаните на еден нефер начин и понатака нели да држи залихи и да не ги доставува до граѓаните. Заради тоа што нели во самите одлуки беше предвидено дека трговците имаат обврска во определен процент да ги доставуваат основните прехранбени производи кои што и претходно ги доставувале. Така, после замрзнувањето на белиот и полубелиот леб имаше, односно беше доста актуелна она мерка гарантирана цена. Дали на рафтовите, на сите маркети кај што направивте контрола, се почитуваше таа мерка да има на рафтовите означено, односно видливо дека е гарантирана цената и чинам дека имаше неколку големи ланци на маркети предупредени и неколку дена не работеа, мислам дека и половина месец. Така е, значи веднаш по донесувањето на таа мерка на трговците им беше даден доволен временски период да можат да ги усогласат цените и да ги стават етикетите гарантирана цена, но и покрај тој период за адаптација одредени трговци не ја почитуваа мерката. Нидовме на различни ситуации, едни од тие ситуации беа дека поставено е гарантирана цена на самите производи, меѓутоа таа воопшто не ни била намалена. Понатак имаше ситуации каде што воопшто не се поставуваше мерката гарантирана цена, со тоа што на тој начин одредени трговци се обидоа да ги доведат во заблуда потрошувачите. Сега тука, заради тој момент, пазарниот инспекторат и затвори поголеми ланци на маркети, над 10 маркети беа тоа и во Скопје и во други градови, се со цел нели за да такви ситуации нема во иднина, бидејќи тие мерки не беа донесени за да некој друг остварува профит, туку напротив тие беа донесени за подигнување на стандардот на граѓаните и нормално основните производи кои што се потребни на граѓаните да им бидат достапни.
Така, не се само антикризните мерки од страна на властите, има фискализација, колку се почитува издавањето на фискална сметка, дали имате регистрирано на прекршоци кај некои деловни објекти? Фискализацијата не е во домен на пазарниот инспекторат, тоа е управата за јавни приходи. Меѓутоа, пазарниот инспекторат често има координирани акции со останатите сродни институции, онаму каде што немаме ние надлежност да постапиме, тогаш се спроведуваат тие акции за да можеме да ги опфатиме надлежностите со другите институции. Во случај ако УЈП забележи дека не се издава фискализација, односно ако одреден граѓанин пријави дека трговецот е нерегистриран, бидејќи најчесто нерегистрираните трговци не издаваат фискални сметки, тогаш пазарниот инспекторат постапува по законот за нерегистрирана дејност, понекогаш и во координација со МВР, зависно од тоа какви се потребите за постапување и дали станува збор за физичко лице и така натаму. И во случај кога пазарниот инспекторат ќе утврди дека станува збор за вршење на нерегистрирана дејност или нерегистриран трговец, тогаш изрекува соодветни санкции во согласно со законот за прекршоци. Така, знаеме дека имате во текот на целата година многу работа, доста работа. Со капацитетите како располагате, имате потреба од нови луѓе? Генерално има недостаток на инспектори. Меѓутоа, со расположливите капацитети се обидуваме да постапиме секаде за каде што е поднесено пријава и секако да ги покриеме оние редовни надзори за кои што се издаваат налози од самиот инспекторат. Се трудиме да најдеме начин како да изменаџираме и да ја обслужиме целата земја, затоа што верувајте дека представки, тоа многу представки стигнуваат од секаде и колку и да сака пазарниот инспекторат да постигне да ги изврши надзорите, не може во утврдениот рок од причина што навистина се соочуваме со недостаток на инспектори. Така, јас ви благодарам што активно учествувате во Македонија наутро. Оно што можеме да го сублимираме дека она антикризна мерка гарантирана цена, властите донесоа одлука да продолжи до крајот на јануари месец. Јована?